Почитувани гледачи, добар ден. Недела 5 мај, лето господово 2019. Започнуваме ново издание на емисијата недавно попладнена програмата на ТВ каналот ВИС, емисија која и денес има за задача вашето убаво неделно расположение да го направи уште поубаво. Се надевам дека ќе успееме во тоа. И веднаш забележувате дека во студиово имам гостинка. Тоа е Ангела Трајкова. Девојче која има само 15 години и ни доаѓа од Босилово. Ангела, добар ден и добре дојде во нашава емисија. Добре ве најдов. Благодарам што ми возможивте да бидам дел од оваа емисија. Ке ми бидеш малку погласна, ај ке те молам, добро? Важи. Добро, договорено. Овој разговор со Ангела, почитувани гледачи, е разговор со повод. А поводот е ова. Ова е книга, ова е роман кој се вика Лейла Мерлин, нешто ново кој деновиве излезе од печат, а наскоро ќе биде промовирано. Ова книга, значи, ја напишала, верувале или не, токму таа 15 годишна девојка или девојче, Ангела Трајкова. Фасцинантно. Просто не можам да верувам. Оваа книга има 320 страници или нешто помалку од тоа. Да се напише книга од 320 страници, тоа не го можат ниту автори или литерати кои цел живот се занимаваат со литература. Ангела, честитки. Честитки за ова дело. Јас, признавам, бидејќи прв пат ја фаќам оваа книга в раце, не сум ја прочитала, но не се сомневам дека ќе го привлече моето внимание, дури ја читам. Кажи ми сега, како успеа? Како успеа или каков предизвик е тоа да се напише роман толку голем на само 15 години? Тоа е голем предизвик. Пред се бара многу трпение, многу нерви и доста време. Но сепак доколку го работиш тоа што го сакаш, мислам дека не би можело да биде тешко. Така. Што е всушност Лейла Мерлин? За каква тема станува збор? Ајде малку за книгата. Сакам да нагласам дека книгата е семејна драма. Се зборува за едно девојче по име Лейла Мерлин, која е заробено заедно со нејзиниот дедо Франкфурт на Северниот пол. Книгата започнува со еден настан, поточно со појавувањето на едни ликови, а тоа се Квејв. Тоа е дете скоро на иста возраст како и Лейла и неговите родители кои се истражувачи и се дојдени на Северниот пол за да го истражуваат растителниот свет. Сите мислат така, но всушност тоа не е причината поради која тие се таму. Причината е друга, но сепак нели јас нема да ја откривам, нема да откриваме се. Но нели по смртта на дедото на Лейла, родителите на Квејв и Квејв ќе ја земат Лейла од тоа место и ќе ја однесат во нивната родна земја, а тоа е Белгија, во Брисел, каде што таа ќе продолжи да живее заедно со нив. И потоа целата приказна се врти околу тоа како Лейла го пронаоѓа своето семејство, ја дознава вистината и причината зошто дошло до таа ситуација, таа да мора да живее еден дивјачки живот далеко од цивилизираниот свет. Истражува ли Лейла за своето семејство? Истражува ли за цело тоа време, минато, така? Да. Значи, возбудлива е книгата, според ова куса приказна која ни ја раскажа. Тоа дава повод или тоа дава предизвик и за мене, но и за оние кои го следат овој наш разговор, да ја земат оваа книга, да се најде во нивните домашни библиотеки и да ја прочитаат. Многу сакам да читам романи, но никогаш, ама баш никогаш во животот не сум прочитал роман чиј автор е девојче на 15 годишна возраст. Сосема прв пат. Да, како се чувствуваш? Еве, јас знам како се чувствував кога враце ја фатив мојата прва книга, ама јас бев многу повозрастен од тебе кога тоа се случи. И тоа беше мала книга, поезија. Ова е роман. Какво е чувството кога сега ја држиш книгата в раце? Чувството е неописливо, не може да се опише со зборови.
се чувствувам престрекно и презадоволна сум од финалниот продукт. Така. Искрено, кога пред да почнам да ја пишувам книгата, не замислував дека ќе дојде тој ден да ја издадам, па нели дури сега и да ја промовирам. Но ете се случи, иако не е, нели, кој знае што, сепак за мене е успех и горда сум си на себе. Зошто мислиш дека не е кој знае што? Што знам? Ти си прескромна. Самото тоа што си напишала нешто кое е поставено или во корици, има 318-20 страници, Да. голема работа и ти треба да бидеш горда на ова што си го направила. Добро, интересна е приказната, но како дојде, што ти инспирираше да дојдеш до една таква приказна? Бев инспирирана од една мисла која што ми дојде пред да почнам да ја пишувам книгата, а тоа беше да ги сакаме и да ги почитуваме нашите блиски, особено нашето семејство, колку што можеме повеќе, да не се караме за ситници, да едноставно колку и да си грешиме едни на други, да си простуваме, зашто животот е часовник, не знаеме кога ќе застане. И токму оваа порака сакав да ја пренесам преку главниот лик Лейла Мерлин, која што во оваа приказна е девојче која расте без родители, без собствен идентитет, ја нема топлината и онаа сигурност која што може да ја пружи само семејството. Така. Бидејќи имаш позитивна мисла, позитивно девојче, предпоставувам, книгата има хепи енд. Крајот не би сакал да го откриам. Нема да го откриеш. Ќе видите сами, да. Океј, уште еден предизвик да ја читаме оваа книга, почитува не гледачи. Добро, ќе ми кажеш ли од кога пишуваш? Па сакав да пишувам уште од мала, не знам, некаде второ, трето оделение, но тоа беше многу непрофесионално. Пишував, тоа беа само шкратаници, обични песнички за на училиште, раскази на зададени теми, но токму од тие шкратаници, од тие песнички, јас сватив дека всушност пишувањето многу ме привлекува и дека тоа е нештото кое што сакам да го правам, нештото кое ме исполнува. И затоа се одлучив за еден ваков, можам да кажам, посериозен потек да напишам книга. Така, и тоа роман. оние познавачите, добрите познавачи на литературата велат дека младите автори започнуваат со пишување најпрвено со поезија и ако некогаш напишат роман, вакво прозно дело, тоа го прават во повозрасни години. Да. Се чувствуваш ли, имаш 15 години, пак ќе повторам, колку си зрела да направиш такво нешто? Беше ли тоа, се бореше ли сама со себе, со предизвикот кој го имаш? Па на некој начин да. Да, книгата е доста обемна, има доста перипети, доста сплетки, ми бараше доста трпение и нерви, но... Колку време ти беше потребно да го напишеш ова дело? Па почнам да ја пишувам некаде во 7 оделение, а завршив почетокот на 8, што значи година дена, но знам дека за да се напише книга е потребно многу помалку време, но можам да кажам дека во тој период не бев толку одговорна каква што сум сега. Не е така, дека за помалку време се пишува една книга, особено ваква. Ваква книга може да се пишува и со години и години. Добро, да. Многу интересно. Морам да признам дека сум просто фасциниран од ова што го гледам и од тоа дека пред мене седи или стои девојче кој има само 15 години. Просто е за неверување. Просто е за рубриката верувале или не. Како авторка на песнички чкртаници се учествували на некакви конкурси? Да, сум учествувала на повеќе конкурси по македонски јазик. Имам освоена награда на фестивалот на Ракатки, кој се одржува во Радовиш. Исто така имам признание за Рациновите средби. Но не одам само на надпревари по македонски јазик, туку одам на надпревари од сите области. Тоа го слушнав за тебе, дека не си ти само успешна во литературата, во пишувањето, туку си подеднакво успешна и по другите предмети. Што друго ти интересира освен пишувањето? Па скоро секоја година одам на надпревари по математика, ми интересира хемијата, англискиот јазик, едноставно се. Се? Да. Убаво.
убаво. Помалку и така треба да биде, нели? Да. Едно дете во развој треба да го интересира се за да го спознае светот. Имаш ли слободно време да уживаш во младост, ако е? Да. Што правиш кога не учиш, кога не пишуваш роман? Што е она што друго те интересира? Па Излегуваш, играш? Некое друго хоби освен пишувањето за сега немам. Добро. Обожавам да слушам музика, да поминувам време со пријателите, со семејството, да се дружам, да излегувам како секое нормално дете, како секој нормален тинејџер. Така. Имам слободно време, да. Доста слободно време. Така. Кога јас би ти бил родител, веројатно би те советувал да не толку се мачиш, да не толку вложуваш труд во едно вакво грандиозно дело. Грандиозно според големината, не според содржината, затоа што не можам да судам пред да ја прочитам оваа книга, но веројатно си имала подршка од родителите, така? Секако, да. Најголемата. Што велат тие? Тие се горди се, да. Горди? Да, и среќни за мене. Тие од секогаш ме подржувале. Така. Бидејќи имаш 15 години, претпоставувам се уште си во основно училиште, да? Кое оделение? 9 оделение. Каде? Во Гоце Делчев Босилово. Во Гоце Делчев Босилово. Имаш ли ментор, да кажеме професорката или професорот по македонски јазик? Што велат професорите и што вели токму тој? Да, значи имам две наставнички по македонски јазик. Како тоа две? И со двете сум блиска, сакам да кажам, едната ми предава, но и со двете сум блиска. И двете ме подржуваат и ми даваат совети во врска со пишувањето. Знаат дека пишувам и за се што е потребно, нели, јас сум тука. Да, и од нив ја имам огромна подршка и така. Да. Оно што ме интересира е каде утре, задутре се гледаш? Веќе завршуваш 9-то оделение во Гоце Делчев Босилово, треба да продолжиш. Значи си полуматурантка, честитки. Честитки. Што понатаму? Понатаму планирам да се запишам во средното училиште овде во гимназијата Јане Сандански. Го одбрав токму тоа училиште бидејќи сметам дека е доста успешно. Да. И најдобро би можела да се докажам таму. Добро. Да. А потоа? Кога Ангела ќе стане голема, се гледа како писателка, како докторка, како хемичарка, што? Се сметам за личност која ќе има професија и чие хоби ќе биде пишувањето, да. Не сум размислувала за која професија, не сакам да правам некои планови за потоа да не се разочарам. Едноставно да го живеам животот ден за ден. Big like. Браво, Ангела. Но, она што го имаме пред себе е гаранција дека ти ќе продолжиш да пишеш, без разлика што ќе бидеш во животот. На крајот на краиштата, искуството во нашава земја и во светот вели дека многу познати луѓе кои биле познати во некоја друга професија се прославиле со литературата. Да кажеме еден од најголемите творци во Македонија, Анте Поповски, по професија е доктор. Да. Арно, ама сите во нашава земја го знаат како најдобриот писател, најдобриот поет во нашава земја. Ангела, честитки, навистина, просто сум, не знам, просто немам зборови. Кога влезе во студиото, а бевме договорени за овој разговор, не очекував дека ќе бидам вакво нешто. Очекував некоја мало книжуре, дека е тоа поезија, а не проза, навистина прекрасно. Добро, ајде да ги запознаеме гледачите, кога ќе биде промоцијата на оваа книга? Промоцијата ќе биде на 10 мај. Тоа е петок? Да, петок. Во просториите на малата сала на Културниот дом. Тоа е Националната установа Центар за култура Антон Панов. Да, со почеток. Кој велиме мала салона, сала горе, да, на вториот. Добро. Со почеток од 19 часот. Добро. Кој е рецензент на оваа книга и кој ќе ја промовира книгата? Рецензента, воедно промотор на книгата е господинот Владо Евтимов, кој е магистар по културологија во литература. Сега живо ме интересира.
бидејќи Владо Евтимов е мајстор на својот занае. Да. Си го знае занаето, си ја знае професијата, литературата му е многу блиска. Што вели тој од како ја прочита твојата книга, твојот ракопис? Сето тоа што тој го мисли е напишано во рецензијата, меѓутоа во непосредните контакти со тебе што вели? Отприлика исто што и јас, дека е фасциниран. Да, тој е изненаden од обемот на книгата. Не очекувал дека ќе биде толку голема и секако му се допаѓа содржината. Ми даде и позитивни и негативни критики од кои доста научив и кои сигурно ќе ги применувам и во иднина. Така. А што мисли Владо Евтимов, ке слушнеме во петок навечер на промоцијата на книгата Лейла Мерлин од Ангела Трајкова, и затоа почнуваме гледачи, еве заеднички со Ангела ве покануваме да дојдете на оваа промоција, на промоцијата на оваа книга. Се надевам дека ќе уживате во неа и да се радувате заедно со мене. Јас многу се радувам кога така деца успеваат својот талент да го изразат и да го споделат со сите нас. Ангела, уште еднаш честитки за тебе. Благодарам. Значи, ги каневме гледачите, ги каневме љубителите на литературата. Уште еднаш петок, 10 мај, 19 часот и 30 минути. 19 часот. 19 часот, да. Се извинувам, 19 часот. Мала сала на Националната установа Центар за култура Антон Панов. Почитувани гледачи, дојдете на промоцијата, заеднички да ја славиме Ангела Трајкова, заеднички да ја славиме Лейла Мерлин, незиното дебитанско, но големо дело. Ангела, ти благодарам на разговорот, ти посакувам многу успеси на ова поле и на сите други полиња во живот. Ти се надевам дека ќе имаме уште многу вакви убави поводи за вакви убави разговори. Се надевам јас. Одиме понатаму со емисијава.